во чест на одбележувањето на големиот празник на виното Свети Трифун. Денес Дом на култура Кавадарци организира настан кој за кавадаречката публика и за сите останати представува истинско доживување на љубовта кон поезијата. Со многу радост, со многу љубов кон поезијата, ви ја представуваме вам, драга публико, книгата Гордоста на Кавадарци, на нашиот драг кавадарчанец, авторот Тинчо Апостолов, познат поранешен новинар, Нова Македонија и уредник на ревијата Екран. Тинчо Апостолов, со оваа монографија за неговото родно Кавадарци, сака народниот град да му остави еден поинаков споменик и може да се каже дека направил успешен обид на едно место да се презентира дел од најуспешните личности и компании од Кавадарци. Неговата идеја, кога пред 2 години започна да ја подготвува, била ова дело да биде поинаков паметник, сведоштво со кое ќе се направи обид да се оттргнат од заборавот успешни граѓани и компании, без разлика дали тие денес живеат во родниот град или на друго место. Ова книга ова монографија е единствена од ваков тип во Македонија. Имало книги кои се издавале, во кои се посветили само на универзитетски професори, само на успешни бизнисмени, на најдобри спортисти, или на најдобри музичари. Ова е единствена монографија во Македонија во која се презентирани најуспешните личности од сите области на животот во Кавадарци. И сакам да кажам дека ова не е енциклопедија. Значи, многу луѓе заслужуваат, но ова е еден избор на најуспешни, што се врвни и што се репрезентативна екипа со својата дејност, со своите успеси, со кои што постигнале да го афирмират не само Кавадарци, него и Република Македонија. Како успеат за 2 години да го направите изборот, он е потесен за најуспешни? Искрено да ви кажам, јас као новинар, мислам дека ги познавам сите кавадарчани, односно сите успешни кавадарчани. Меѓутоа, од разни седенки, од разни муабети, тој знаеш ли што во странство има направено тоа, докторат има вако, и не знам, и така почна да се шири тој круг и тогаш дојдовме идеја зошто као новинар да не направам нешто за градот, да остане забележено. Значи, во Кавадарци има различни споменици, нели, на паднати борци, на убави куќи, стари и така, но ова е еден друг вид на споменик на успешните луѓе кои треба да бидеме горди за резултатите што они ги постигнале. И на некој начин со овој паметник да ги оттргнеме од забот на времето, од заборавот. Да, токму така, да ги оттргнеме од заборавот, да новите генерации се подсетат што пред нив, какви луѓе успешни имало, кои можеби, кога тоа би го знаеле, би им било мотив некој за и они да продолжат да се усовршуваат и да направат нешто за овој град. И за себе се разбира. Морам да прашам, јас знам меѓутоа да кажеме за гледачите, зошто баш Кавадарци? Јас сум кавадарчанец. Нашата куќа беше у центарот на градот, и долу беа дуќани, горе балкон. Тоа е за денешните кавадарчани, да кажам, мислам, помладите генерации, преку патот Балкан, хотелот Балкан, ресторанот, беше нашата куќа, после тоа беа срушена, па се изгради Стоколната куќа и сега е Комерцијална банка, кој се сеќа. И ние, долу беа се дуќани, дедом имаше 2 дуќани, а ние единствени еден од тие старите метални балкони. И тука, според кажуе на дедоми и таткови, како која власт ја дошла, србите говори, бугарите говори, германците говори, партизаните говори, социјалистите, нон-стоп тој балкон служел како една трибина за масовни собери. Бевте новина во Нова Македонија, бевте новина во Екран. Да. Колку години? Прво јас почнав студирав во Белград, електрички факултет, но таму почнав да работам во Белградски студент. После тоа од Белград бев дописник на Вечер, па потоа почнав да пишувам за првиот број на Екран.
и во екран работев се до неговото затварање. После тоа преминав во дневниот економски вестник Бизнис и после тоа во пензија. Сега како е, ви недостига ли машината за чукање или оно? Па ми недостига од време на време на Facebook се обидувам нешто да напишам, но тоа е далеку од моите новинарски активности. Од оно вистинското новинарство, да бидеме вистинското новинарство и жал ми е што новинарството отиде во други води. Сега препотентно ќе кажам дека во тоа време имаше мерило на вредности, не само во новинарството, него и во сите сектори од нашиот живот, и во уметноста, и во музиката. Немаше паушални политички личности кои без мерило на вредности се поставуваат на пиедесталот на успешни луѓе. И сега кога станува збор за пишаниот збор, можеме ли да очекуваме нешто ново од Тимчото Стово? Па не знам, рано е нешто да кажам за тоа. Да не прашам дали ќе има втор дел Ако нешто, видите, од кога излезе книгата од печат, доста кавадарци ми посочија на некои успешни луѓе, што сметам дека треба да имаат место во ваков тип на книга, а тоа би можело да се направи во низиното дополнително издание, да се внесат сите тие луѓе кои го заслужуваат тоа.